А сега е време веќе за нашата гостинка од невромедика, стоматолог, станува збор за доктор Наташа Доргу Трајковска. Добро ви утро. Добро утро, Добро ви дојдовте. Добро ве најдов. Ке зборуваме за реставрација на изгубени заби. Да, се надевам, доста интересна тема за нашите гледачи и на некаков начин да им долувам која е важноста доколку изгубат некој заб, како истиот да го надокнадат и зошто е тоа важно. А тоа сакале или не, секогаш сите порано или подоцна не очекува, така? Да. Па да се бидеме подготвени, да видиме кои се опциите. Повелете. Да, точно, секако. Така, нема ништо поубаво, искрен благодарам од тоа кога на еден човек првата работа која ќе ја забележите, доктор Наташа, се убавите заби, убавото забало и секогаш се поставуваат прашања дали тоа е негова заслуга или можеби само добра генетика, но и ќе дојдеме и до тоа прашање. И ве на почеток добре ни дојдовте. Уште еднаш добро ве најдов. И да почнеме токму од таму. Зошто е важно во нашата Уста да ги имаме сите заби, да немаме забни празнини? Видете, ние живееме во едно многу современо време, во едно дигитално време, каде што сите информации пациентите и нашите гледачи ги добиваат на дланка. Што преку телевизиите, што преку телефоните. И оттаму можам да кажам дека и покрај многу големата свесност кај граѓаните за оралната хигиена, сепак постојат пациенти кои што во млади години, релативно млади години, имаат изгубено барем еден или повеќе од своите природни заби. Затоа би рекла дека човековото забало, кога е комплетно, забите се наоѓаат во една динамичка рамнотежа. Тоа значи дека забите еден до друг се поддржуваат. Односно, како темелите на куќата. Точно. Ако еден темел се нагризе, тогаш целата куќа е во опасност. Целата куќа, односно стабилноста во тоа забало се нарушува. Забите, поддржувајќи се еден со друг во актот на жвакање, тие рамномерно не го пренесуваат жвакалниот притисок. Одовде можеме да кажеме дека и ако дојде до загуба барем на еден заб или на повеќе заби во устата, од оние сталните заби, тогаш таа рамнотежа се нарушува и може да се случат најразлични деформации. Едни од тие деформации на почетокот и најмногу како заби кои што страдаат се соседните заби околу тој празен простор или дефект кој што се појавил. Тие соседни заби полека почнуваат постепено да се придвижуваат, започнуваат да ротираат и пополека да се наклонуваат кон празниот простор. Не за џабе, некои пациенти кога подолго време ќе останат без еден зап или неколку заби, заприметуваат дека имаат растојанија и простори помеѓу забите кои што претходно видливо не ги забележувале и ме прашуваат како доктор зошто ова ми се случило. Друг дефект кој што знае да се случи после вадењето на забите е да настрадат забите кои што се од спротивната вилица. Спротивната вилица, забот кој што бил во претходен контакт со тој извадениот заб, започнува пополека да прораснува затоа што се нашол празен простор, едноставно. Сите овие деформитети, значи пополека придвижувањето на соседните заби, прораснувањето на забот од спротивната вилица, сите тие водат до промена на контактните точки, односно контактите помеѓу забите од горната и долната вилица се променуваат. Сето тоа може да доведе до промена во загризот. И во тој случај, кога ние нормално уживаме при јадењето, некои од забите да трпат малку поголем притисок, како резултат на што ќе се појави травматски загриз, односно траума на тие заби, ќе се појават трауми и на околните меки и тврди ткива. Одовде можеме да кажеме дека загубата на еден заб ќе биде причина пополека да настрадат и соседните заби и тие да бидат евентуално најслабата карика или најслабата точка во забалото. Во самата архитектоника во нашата уста. Точно, кои што понатаму би страдале. Да, што им советувате на овие пациенти, на овие луѓе кои што за жал морале да се збогуваат со некои од забите и да останат некаде, критични тие точки?
Па, јас би препорачала на секој пациент кој што ќе се најде во ситуација да се екстрахира, односно да мора да се извади зап, во најбрзо време во консултација со својот стоматолог да се потруди да направи реконструкција, односно да се надокнади протецки по некаков начин тој изгубен зап. Знаете, многу често пациентите поради неинформираност го занемаруваат тој момент дека изгубиле еден зап, се убедуваат самите себе си дека порете, јас можам да живеам и без еден зап, освен ако тој зап не се наоѓа во предната видливата зона. Ако во предната зона изгубиме некој зап, и како пациентите веднаш бараат да се надокнади. Решение веднаш. Но што ќе се случи позади, сметаат дека не е чак толку видно, не се гледа. Јас можам да живеам и без тој еден зап, меѓутоа забораваат дека секој зап е еден орган, како што е рака, нога, така е и забот. Точно, и така полека по полека се случуваат компликации кои што во иднина, кога тие би одлучиле нешто да направат, самите методи ќе бидат ограничени. Еве како пример би спомнала, ако изгубиме само еден зап и одлучиме истиот да го надокнадиме со имплант, доколку премногу долго време се чека, самата алвеоларна коска на местото на изгубениот природен зап со текот на годините ресорбира, се намалува, се губи, кое што е причина тоа имплантирање да биде отежнато или самите пациенти да бидат подложени на некакви дополнителни оперативни интервенции за да може потоа да се надокнади тој изгубен зап. Какви се други начини има, доктор Наташа, за реконструкција и реставрација на загубени запи? Начини и методи за да може да се реконструираат и реставрираат загубените заби постојат навистина многу во протетиката како гранка од самата стоматологија. Која се уште се развива. Да, точно така. Многу од тие начини на нас ни се познати од многу поодамна и ги применуваме. Дел од начините и методите се помодерни, посовремени, но морам да кажам дека едните и другите секојдневно се усовршуваат. Така се усовршуваат, например, материјалите од кои се изработуваат конструкциите, се усовршуваат техниките и начините на нивното изработување, се со цел нашиот пациент да биде задоволен кога ќе се види после тие конструкции. Едни од најчесто употребуваните, значи јас сега во оваа прилика ќе ги напомнам само неколкуте најчесто употребувани методи за реконструкции. Тоа се методите со фиксна конструкција, за да биде појасно на нашите гледачи. Кога изработуваме некаква фиксна конструкција, таа конструкција е трајно цементирана, односно трајно прикрепена кон преостанати природни заби и истата не може да биде извадена од страна на пациентот. Такви се, например, денталните мостови, коронките, ламинатите. Друг вид на конструкции кои што многу често се употребуваат се мобилните протетски конструкции. Ова се конструкции кои што откако ќе бидат изработени и се постават во устата на пациентот, самиот пациент многу лесно може да ги извади и да ги повторно врати во уста за да може да одржува хигиена. Едни од најчестите мобилни конструкции се тоталните, парцијалните протези, евентуално визил протезите. Кај тоталните протези, за да биде појасно на нашите гледачи, ги изработуваме кога пациентите немаат ниту еден преостанат зап во нивната уста и тогаш со изработката на оваа конструкција ние целиме, значи да може да ги надокнадиме забите, но исто така да ги надокнадиме и изгубените меки и тврди ткива, односно структури во устата. Зар има такви без ниту еден зап? Па, за жал се случува и тој момент кога пациентите поради запоставеност, може би финансиски моменти и ред други фактори, одлучуваат дека, како што реков, може да живеат и без еден, и без два, и без неколку заби, и тогаш доаѓа момент во кој ние сме приморани да направиме такви конструкции. Жалосно е кога тоа ќе се случи во млади години, инаку во старост знаеме дека сакале или не пополека и нашите заби се трошат. Друг тип на конструкции, како што реков, се парцијалните протези.
Нив пак ги изработуваме кога во устата има останато неколку природни заби и тие природни заби ќе ги искористиме за да може носачи, односно таа мобилна конструкција да се прикрепи со помош на специјални кукици и на пациентите им да им биде малку полесно привикнувањето. Овде има една друга понова гранка, тоа е протетски надокнади врз импланти, кога самиот имплантен систем, односно имплантите се искористуваат за да може да го надокнадат изгубениот корен на забот, а потоа врз нив да може да се изработат било какви протетски решенија. Од мостовски конструкции па се до најразлични хибридни протезни конструкции. Така, ги споменавте и фиксните конструкции и мобилните. Во кои случаеви се применуваат и кои се нивните предности и слабости? Така. Пред ние како доктори да одлучиме да изработиме било каква протетска конструкција, најнапред мораме да направиме една малку подетална анализа во устата на пациентот и да видиме со што се соочуваме, односно каква е состојбата на преостанатите природни заби, нивната стабилност, каква е состојбата на меките ткива, темпоромандибуларниот зглоб, дали имаме нарушувања во меѓувиличните односи, односно тој забен лак, дали успел да се уништи, односно да настанат негови промени како резултат на долгогодишното останување без заби. И целата таа диагностика да ја подкрепиме со рентген снимка, без разлика дали ќе е класична или тридимензионална рентген снимка, која што ќе ни даде добар увид во стабилноста на алвеоларната коска, стабилноста на корените. Од кога ќе имаме целата оваа анализа, ние одлучуваме какво протетско решение можеме да му понудиме на нашиот пациент. Еве така, фиксниве протези, односно од фиксниве конструкции, најчесто употребувани се денталните мостови. И пациентите сите сакаат да имаат дентален мост, затоа што тој после фиксирањето не се вади и е најлесен периодот за негово адаптирање. Односно пациентите веќе неколку часа од поставувањето сметаат дека тоа се нивни заби и ги носат малтене цел живот. За да можеме да изработиме дентален мост, пациентите треба да имаат изгубено барем 1 до 3 последователни заби во низа. При тоа, околу тој празен простор, односно дефект кој што ќе ни се појави, мора да имаме природни заби, кои што ќе го премостат тој дефект и овие природни заби треба да бидат во доста добра, солидна состојба. Ако забите природни се парадонтопатични, односно тие се расклатени, имаат подвижност, тогаш во таква ситуација ние немаме индикација, односно не можеме да изработиме дентален мост. Предноста на денталните мостови, како што реков, е тоа што веднаш се циментираат во устата и пациентите многу брзо се навикнуваат. Моментот е што естетската компонента, односно естетиката на вистина е задоволена и пациентите се презадоволни, особено ако конструкцијата е направена од безметална керамика, како што е литиум дисиликатот или циркониумот. Но покрај естетиката, овде со денталните мостови успеваме да ја задоволиме, нели? Најважната функционалниот момент, тие да можат нормално да јадат, да џвакат и анатомоморфолошките карактеристики се задоволени. Тој дентален мост одговара само за устата на тој пациент за кој е изработена. Сега доколку дојде момент во кој пациентите навистина долго време ќе чекаат и ќе загубат многу поголем број на заби, ќе се случат дефекти кои што не можеме да ги премостиме, преостанатите природни заби се наоѓаат во една полоша состојба, не се доволно стабилни, или пак во оние задните делови, бочните региони на забите, немаме преостанато природен заб, тогаш сме приморани да направиме некакво мобилно решение, протеза која што лесно ќе се става и вади. Овие пациенти, бидејќи секако долги години биле без природни заби, кај нив се нарушени и џвакањето, и зборувањето, пак дури имаме и еден така поизразен старечки лик кај пациентите, кој што со изработувањето на мобилната протеза успеваме да го смениме,
пациентите се презадоволни затоа што успеваат нормално да можат да говорат, да џвакаат. Сега како мал недостаток морам да го спомнам моментот што мобилните протези за жал лесно се вадат, лесно се поставуваат. При нивната изработка доста го ограничуваат просторот во устата и поради тоа еден дел од пациентите веднаш создаваат одбивност. Значи, многу туѓо тело влезено во уста, намален просторот за јазикот, за сите останати структури и создаваат наблага одбивност. Јас би кажала со една поголема волја, совети од страна на стоматолозите, сите со добра хигиена, целиот тој дискомфорт сметам дека за многу брзо време се надминува и забите им стануваат секојдневие. Срекни се пациентите кои што имаат посветени стоматолози, протетичари кои што ги следат сите современи трендови. Времето не ни дозволува премногу, само уште на крај би констатирале дека се ова не е доживотно. Значи сите овие видови на протези и конструкции кои што се изработуваат може да бидат некаде од прилика до 10-15 години, зависно од тоа колку ние одржуваме хигиена на устата. Така некако. Да, оралните ткива со текот на годините се менуваат. Без разлика дали, како што се менуваме и ние со годините, да не кажам, созреваме и старееме. Низ тие години, менувајќи се самите орални ткива, без разлика дали станува збор за фиксна или мобилна конструкција, и таа конструкција се менува, што значи таа навистина не е доживотна. Ако станува збор за мобилна конструкција, протеза, дури и после 5 години пациентите задолжително треба да размислуваат да истата да биде сменета во консултација со својот доктор стоматолог. Фиксните конструкции пак може би да издржат од прилика 7, максимум 10 години, но целата таа постапка на менување не е затоа што не можат да им служат, туку превентивно да делуваме и да видиме дали нешто се случува под природните заби и новата конструкција која што ќе се направи да биде уште подолгогодишна, пациентите да немаат никакви дополнителни компликации. Одлично. Посакувам многу среќа на сите оние кои што можеби во моментов се занимаваат со средување или реконструкција на забите. Поздрав до целиот тим во Неуромедика. Задоволство беше да се разговара на оваа тема и да си подсетиме дека забите се многу важна работа и дека од здравјето на забите зависи целото здравје наше, нели Искра? Така. За да имаме убава насмевка. Така. Ви благодарам многу на ова ваше гостување.